Со добивањето на решението од Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија за прогласена природна реткост на платанови стебла во село Мородвис продолжуваат активностите од вториот дел од проектот Заштита и промоција на група платанови стебла во село Мородвис, кој Сдруженијето на граѓани Движење за одржив развој Кочани со поддршка од општина Зрновци го спроведува во рамките на програма за зачувување на природата во Македонија, како дел од програмската активност за директна поддршка на локалните заедници и единиците на локалната самоуправа со нивни напори за зачувување на природата и примена на принципите на одржив развој. Во таковниот период изготвен е елаборат за добивање на мислења од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање за спроведување на заштитни мерки со подкастрување на трули и оштетени гранки и нивно премачкување со заштитни средства, како и уредување на просторот околу дрвјата. За поднесениот елаборат добиено е позитивно мислење од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија, и со ова практично е започната втората фаза од проектот, кој се планира да заврши до средината на месец октомври. Изработени се промотивни флаери и едукативна брошура која е наменета за детска возраст, а како заокружување на активностите предвидено е одржување на едукативно предавање во вид на теренска работилница со ученици од општина Зрновци и Кочани преку посета на местото во село Мородвис и запознавање со оваа природна реткост од нашиот крај. Сите активности се во координација помеѓу Сдруженијето на граѓани Движење за одржив развој Кочани и општина Зрновци. Проектот ќе предонесе за заштита на уште една природна реткост во Република Македонија, како и промовирање на природните убавини на пошироката јавност. Програмата за зачувување на природата во Македонија е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка, координирана од Фармахем, со цел да и помогне на Република Македонија во зачувување на големата биолошка разновидност и природните екосистеми преку промоција на нивното одржливо користење и управување. Согласно предвидената активност, во петок на 14 октомври во село Мородвис ќе се одржи завршната активност со почеток во 13 часот.